Затоа ќе продолжиме имаме, па јас ке кажам, еден наш прекрасен гостин, господин во нашето студио, Ирена, прекрасен избор имаш, затоа што јас прво ќе ве поздравам, да ви посакам добре ни дојдовте. Панче Кочовски, првиот основач и уметнички директор на ансамблот Манифико, 65 години. Ансамбл Манифико. Па јас ви посакувам пред се многу здравје и уште повеќе години да има јубилеи, но знаете ли што би сакала на самиот почеток да поставам едно прашање до вас? Од каде е вашето потекло? Не чув. Од каде е вашето потекло? Моето потекло е од тето, меѓутоа на 6 месеци, комши сме, на 6 месеци сум донесен во Скопје, се преселиле моите. Но секогаш со гордост моите кажувале дека Манифико се по потекло од Теарце и така да мајка горди ми сме. од Теарце, а татко ми од Тетово. Од Тетово. Горди сме на вас и драго ми е што сте ова утро дел од нашата утринска програма. А за Кочовски, за вашите ќерки, што треба да се каже? Самото име Тања, Лидија кажува се, прекрасни пред публиката секогаш во секое време. Ирена, повели со разговорот, ке уживам. Да, секако. Благодарам, Слободанка, еве убава најава. Јас само ќе кажам, Панче Кочовски, првиот основач и уметнички директор на ансамблот Манифико. Оваа година, 65 години од основањето на ансамблот Манифико, повод за тоа што сте наш гостин е тоа што на 18 ноември во 19 часот во Македонската опера и балет ќе се случи изложбата за која што вие самостојно ја организирате и овие денови сте ангажирани. Ние неколку пати се слушавме, се договаравме за овој разговор и ви благодарам што ја прифативте нашата покана да сте ова утро заедно со нас, со нашата публика. Се немате од поодамна појавено во јавност. Мислам дека еве после подолго време ви благодарам што токму телевизија Алфа ве има за гостин, еве овде кај нас во студиото и да ја најавиме предстојната изложба. Би сакала да го почнам разговорот со еден цитат ваш. Овоземскиот човечки живот има смисол само кога се поседува чувството дека сме некому потребни и дека некои нам ни се потребни. Само да додадам дека ова изрека, ова реченица е од самото основање на ансамблот Манифико. Значи, меѓутоа, најнапред да не заборавиме да ги поздравиме, да се обратиме до вашите гледачи. Така е. Навистина ми е драго што сум во ова студио. Меѓутоа, ви се обраќам вам гледачи дека да ви пожелам најнапред добро утро, добар ден и на моите колеги пензионери да им посакам и добар ден, не само добро утро, и убави денови. Така, убави пензионерски денови. Пензионерски денови. Јас ви дадов комплимент. Немавме многу време пред да влеземе овде во студиото, бидејќи е фатио на гужва во Скопје, што ја има од утринските часови. Меѓутоа, сепак стасавте на време овде. Ви кажав дека за годините ваши изгледате феноменално и ви посакувам многу здравје и уште многу нели успех во сето она што го работите. Покрај тоа што сте основач на и уметнички директор на ансамблот Манифико, вие сте и автор на еве токму оваа монографија Ансамблот Манифико, мит, легенда или реалност, која што е наградена 2014 година на сајмот на книга. Сега, господине Панчев, сакам да ве навратам на почетоците. Еве, Слободанка кажа дека сте роден во Тетово, потекнувате од Тетово, на 6 месеци сте дојден во Скопје. Меѓутоа, од кога почнувате веќе да се занимавате со музика? Од кога знаете дека музиката ќе биде она што се провеува преку целиот ваш живот? Па дури и во пензионерските денови. Не знам дали во утробата на мајка ми или нешто подоцна, меѓутоа знам дека покрај основното образование одев во нижо музичко училиште, свирев виолина, па потоа продолжив во средното музичко училиште, во Скопје се разбира. И потоа на факултетот како вонредни студенти со мојата сопруга, почината сопруга, Невенка, дипломиравме
малку подоцна, бидејќи бевме со ансамблот Магнифико. Ретко кој ансамбл беше толку ангажиран. Знаете што, во еден период од 31 година, прво, ретко кој ансамбл се задржал толку. Да, зборувам за македонските ансамбли. Понатаму, реализирани се преку 3700 комерцијални концерти и преку 600 добротворни, односно хуманитарни концерти, од кои 42 концерти за изрушеното Скопје, 63 година, не бев лень, прерачуна, пресмета, негде као околу 70.000 марки имаме вложено во, за жал. Морам да, покрај добрите страни на мојава држава, морам и да критикувам малку. До ден денес немаме добиено пусулче благодарам. Друго не очекувавме. Јута, оној чаршиски ред дури го немаме. Знаете, некој да даде, а уште повеќе бев револтиран кога Чангаловиќ од својот добротворен концерт издвои 500, тогаш марки беа, се извинувам, сите новини, сите медиуми, да не речам само новини, пишува, кажува, зборува. Добро е што зборува, ама зошто се забораваат нашите ансамбли? Одат веќе фотографии, дел од фотографиите кои што ќе бидат поставени на изложбата, 200 и колку? 240 експонати од гостувањето по светот и од дома, од 400 и нешто ми кажавте, тешко ми беше... Што имам дома, во својата приватна архива. Ова е исто приватна моја архива. Се што ќе биде изложено. Сега сакам да ве прашам, како се создаде Магнифико? Како? Како се создаде ансамблот Магнифико? Ја и колегата Крсто, кој ги има тука како имиња, не знам во овој дел дали ги има, во книгата ги има, бевме ученици во средно музичко училиште и заминавме на добротворна работна акција. Во тоа време беа многу популарни тие добротворни акции, а тамо не може без, тоа се млади луѓе, бевме млади луѓе, не може без музика, не може без игранки, не може без програми и така натаму. Ја и Крсто одлучивме да формираме трио. Во тоа време латино музиката беше неверојатно популарна, вонредно популарна, меѓутоа во камерни состави, трио, квартет, квинтет, и ние успеавме да најдеме трето лице, за да не се придружи и да го формираме ансамблот. Немавме амбиции да одиме во професионализам. Уште бевме ученици, велам во музичко училиште, меѓутоа најдовме трет човек и ќе бидете можда изненадени. Тоа беше Сергеј Поповски, на Панде Поповски, ваш колега новинар, сигурно знаете за него, син, кој беше иначе ученик во уметничкото училиште, али солидно свиреше и гитара и добро пееше. По доаѓањето, по завршувањето на работната акција во Скопје, он си замина бидејќи него го влечеше ликовната уметност, се вклучи Димитар Томовски и го формиравме. Не помина повеќе од 4-5 месеци, ја открив ја, Невена, меѓутоа ја открив да биде член на Магнифико, не моја сопруга, али се случи и тоа подоцна. И го формиравме тој ансамбл.
Тоа е август 59 година, 1959 31 година настапи. Ке зборуваме малку и за концертите. Вие споменавте 3000 и нешто комерцијални, 600 и нешто 3700. Хуманитарни. Ке ми кажете кој концерт ви е најзначаен, ама пред да зборуваме за концертите, јас би сакала да ги навратиме малку гледачите, да ги подсетиме на тоа како звучевте, како беше вашата музика. Еден мал сегмент од еден извадок што успеавме да го најдеме, да го погледнеме кусото видео, па ќе се вратиме со разговорот. Dice y suspira, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes. Parece que al sonar también te dicen, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Преубава музичка нумера Ваја кон Диос, пеевте на шпански. Кога се договоравме за разговорот, ми кажавте дека предходно, кога ги учевте песните, тоа морало да оди на специјални проверки за јазикот. Така ли беше? Точно. Имавме човек кој контролираше и изговорот, и акцентот на песните. Мораше да бидеме или професионалци, или да се откажеме. Меѓутоа, она што е интересно, оваа снимка беше последна во нашето постоење, а ќе ве подсетам, тоа беше една голема приредба на градскиот стадион Тоше Проески. Хонорарите, односно средствата одеа за завршените работи на катедралната црква Климет Охридски во Скопје. И тоа е последната песна која воопшто во кариерата заврши, бидејќи крстот Аушано за жал закачи канцер и после неполна година замина од овој свет. И да ви кажам дека 15.000-ната публика препозна, нигдека не беше објавено дека е тоа последен наш настап. Минути аплаудираше на нашето тоа заминување. сакам да ве прашам сега од толку многу концерти, да издвоите концерт кој што се сеќавате секогаш, некој концерт кој што вие останат во сеќавање. Веднаш ќе ви кажам, кај професионалците нема концерт поважен и неважен. Ама сепак има некој што се... Одговорност има, негде поголема, негде помала. Кај Тито сме настапувале 5 пати. Меѓутоа, најзначаен настап беше кога дојде Лопес Матеос, председателот на Мексико, во званична посета на Југославија. И замислите, пред државник чиј репертуар на музика интерпретираме, едноставно он беше шокиран. Мислеше, најпрво зашто во Сојузниот извршен совет беа по протокол 1200 званици. Замислите си каква одговорност е таа. Интерпретирате музика, чиј председател на држава доаѓа во званична посета. Они седеа издвоено напред, Тито, Јованка, Лопес Матеос и сопругата негова, а позади нив министрите за надворешни работи. Во тоа време
југословенски министер за надворешни работи беше Коча Поповиќ, а кај мексиканците Емануел Телјо. И се обраќа Лопес Матеос кај Тито ви го прашува од која земја на Латинска Америка е овој ансамбл, не сум чул за него. Тито му одговора дека не можел ни да чуе, бидејќи се уште не гостувал на тој континент. Овој ансамбл. Од каде? Од една наша јужна покрајна Македонија. Македонија. Тоа е вака едно и како анегдота може да се третира. Тоа е одговорно. Понатам, зборувам за одговорност, не за... Иначе, секој концерт мора да биде професионален. Со професионален однос. 3 пати сме биле на дипломатскиот лов во Караџорџево Добро кај Нови Сад. Да. Еве, оди во позадина уште едно видео, додека си разговараме. Може да го видите, еве, ова е вашата сопруга, почината Невенка. Ова е исто така еден настап во црно-бело кој што го најдовме исто поставен на YouTube. Ме прекинав, извинете. До негде 70-тите години и 73-4 година црно-бела техника, немаше колор. Ако се сеќавате, односно ако ви кажувале, вие сте млада, телевизија Скопје со програма се вклучи 64 година. Инаку во Југославија постојува 3 ТВ центри. Загреб, Љубљана и Белград. Така е. Дури после се вклучени другите центри. И нормално, најмногу имаме концерти, снимени концерти и студиски снимки за ТВ Љубљана. И морам да кажам, јавно сум изјавувал дека Словенија е моја втора татковина. Зошто? Иначе сум ја по вокација и секако македонец, и по прадедо, дедо, татко и така натаму. Меѓутоа, она што направила Словенија, поточно фестивал Љубљана, зашто во Југославија постојува 3 меѓународни фестивали. Фестивал Љубљана на Крижанке како локација, понатаму Дубровнички летни игри и Охридско лето. Сега еден куриозитет, негативен куриозитет. За фестивал Љубљана Магнифико е повикуван и сме учествувале 12 пати. Само кога не сме биле на овој континент, а тоа се случувало многу често, само тогаш не учествувавме во програмата на фестивал Љубљана. Визави Охридско лето на кој сме еднаш повикани и еднаш настапи. Забележете го нашиот однос кон нашите вредности. Не само кон, не зборувам во име на Магнифико, само зборувам и во име на моите колеги од другите ансамбли и така натаму. Мислам дека мора да го промениме нашиот однос. Кон нашето. Магнифико заврши со кариера, али дајте ова што доаѓа, што имаме, да го промовираме, да му дадеме простор да живее. Да. Тука сме веќе при крај на разговорот. Толку брзо помина, јас имам уште толку многу прашања. Уште еднаш, на крај, пред да ве прашам како ви поминуваат пензионерските денови, би сакала еве да ги поканиме гледачите, има се уште време, на еве ова е плакатот, значи на вашата изложба, која што ќе се случи на 18 ноември во Македонската опера и балет во 19 часот, ансамбл Магнифико, 65 години од своето постоење. И сосема за крај, накусо ќе ве молам само, како ви поминуваат сега веќе пензионерските денови? Само да ви кажам, она што сум го живел и реализирал во живо, со ансамблот Магнифико, со ансамблот, ако се сеќавате, не се сеќавате, сега беше доскоро, Македонија, таму бев исто член, солист. Се што сум го доживувал, се е пренесено како пензионер во
книгата. Дигитална форма, печатена форма и така натаму. И да ви кажам дека во живот, освен кога сум морал, ако доцна дојдеме ноќе, нема каде мора да се спие. Во живот немам легнато и да спијам на пладне. Да, тоа ми го кажа. Едноставно, ви го кажав. И едноставно, животот, како што гледаме, не е баш долг, иако имам 84 години, мора да го живееме по моје сваќање, поинтензивно, во другарување, пријателување. Имам, сега ќе се обратам и до вашата колешка, имам 2 друштва со кои комуницирам. Се разбира, отприлика на исто ниво сме, во Скопје и во Тетово. Дури доаѓаат често пати да ме изненадат, само ќе прашат дали сум дома. Доаѓаат со кола да ме земат за да го комплетираме и тоа друштво. Тоа значи многу комуникативен сум, дури нешто да речеме као куриозитет ќе кажам. Другарувам и со моите малчани приближно на моја Браво. возраст, а особено со берберот во не пие Браво. кафе без мене. Тоа Браво. значи, не, а за кафето знаете, мезе муабетот. Така е, така е. Многу ви благодарам за Уште ова, гостувањето. да. Уште ова да кажам. Со фамилијата сме толку сплотени. Не се случува да помине повеќе од 3-4 дена да не дојдат. Кој ќе кажам, фамилија, не мислам само на ќерките Тања и Лидија, мислам и на паравнукот со кого другаруваме исто на свој начин, се разбира, и со комшиите и со другите пријатели. Едноставно го сакам другарувањето, ги сакам луѓето, иначе Мањифико не би се одржал ако не ги сака Да. луѓето. Да, на, се на гледа- концертите се гледа и- како публика, се Так. разбира. По тоа каков живот имате и по тоа како убаво, навистина и витално изгледате за овие, сам си кажавте, 84 години. Машалла. Ви посакувам уште многу здравје и се гледаме на изложбата. А ја ви посакувам добри емисии и една од телевизиите кои ги сакам и ги гледам програмите е и вашата телевизија. Со тоа ви давам предлог, немам право ја да сугерирам. Меѓутоа, ова емисија ќе мора да најдете друго време, бидејќи тешко се стигнува на гостите. Поготово Ко- 8:30. на време да. тргнавме. Да, Дури знам. 5 минути порано тргнавме. Едноставно сообраќајот не дозволува побрзо да се стигне. Така е. Знаеме, така е, тоа е. Прекрасен разговор, колку е убаво само вака кога сме во друштво со повозрастните, има што да се слушне Многу мудрост и има. од другата страна на музиката. Меѓутоа сега ми е јасно со оглед на тоа дека ни кажавте сакате многу да комуницирате, да другарувате, од каде е ведриот дух на Тања, секако и на Лидија, меѓутоа Тања е онаа која си се истакнува со тоа и секоја често одгледавте такви 2 прекрасни черки. Првенствено и за мене едни од најдобрите вокали во Македонија. Не може да ги достигне никој. Ви благодарам и вам, навистина бевте добри домаќини. Драго ми е. Малку повеќе, не само Мањифик, повеќе музика, ако дозволите се да ви согласувам за тоа, да ви да. предложам. Но еве нека Сепак слушне тој што овие е вакви што треба. времиња, Така е. Треба Треба музика. музика, така е. И Токму хуморот така. се потребни. Покрај многу сите попотребни. тешкоти со кои што се соочуваме, ако ништо друго да се опуштиме со музика. Ви посакувам добро здравје и уште долги години живот. Исто и вам. Се гледаме. Благодарам многу.